Вчерашниот ден беше еден од најтешките денови според број на пожари на отворен простор. Повеќе од 40 пожари на отворен простор, меѓу нив и неколку алармантни пожари кои што се закануваа на населени места. Најалармантни беа пожарите во Пелагонискиот регион кои што се закануваа на повеќе села. Благодарение на реакцијата на локалните пожарникари кои што беа поддржани со огнените тимови на Дирекцијата за заштита и спасување со 4 пинцгајори и нешто подоцна тим за брз одговор на дирекцијата составен од 20 доброволни пожарникари од доброволното противпожарно друштво Архангел и со исклучително силна поддршка на локалното население кое што излезе околу нивните куќи, излезе во нивните ниви. Овие пожари беа најпрво ставени под контрола, локализирани, а во овој момент и најголем дел од нив се изгаснати со тоа што на некои места повторно се појавува оган, но таму се пожарникарите действуваат брзо. На едно место во Битолскиот регион оставаме еден крак од пожар кој што се протега низ место кое што е полно со неексплодирани убојни средства, каде што не дозволувам човек да влезе бидејќи постои опасност да дојде до експлозија и некој да настрда. Ќе чекаме пожарот да излезе од местото кое што е полно со вакви убојни средства од Прва светска војна, па дури потоа ќе действуваме врз овој пожар. Наредниот тежок пожар во текот на вчерашниот ден алармантен беше пожарот кај село Богомил, општина Чашка, каде што во првата фаза локалните жители го дадоа првиот одговор, бидејќи на пожарникарите од Велеси беше неопходно време да стигнат до таму, бидејќи селото оддалечено доста километри, е потребно време по лошиот пат, но веднаш по доаѓањето на пожарникарите воспоставија контрола, пожарот беше ставен под контрола, а потоа и изгаснат. Во текот на денешниот ден, во овој момент до 12 часот имаме најмалку 10 пожари на отворен простор. Моментално се наоѓам на територијата на општина Јегуновце, во аторот на село Копанце. Зад мене се гледа чадот од еден висок пожар, планински пожар, каде што горат грмушки и ниско растение и поради непристапноста на теренот, во овој момент работи еден полициски хеликоптер. Пожарникарите ќе се вклучат онаму каде што тоа го дозволува теренот. На територијата на Студеничани, општина Студеничани крај Скопје, действуваат 3 трактори на дирекцијата. Таму пожарот исто така се одвива на тешко пристапен терен, односно поточно на многу места апсолутно непристапен за луѓе. Густи грмушки, густи трња, исклучително стрмни падини. Гори мешовита шума, на местата каде што има можност пожарот да загруси некој од блиските села, се поставени скопските пожарникари. Третиот пожар кој што ќе го издвојаме пожарот на територијата на Македонски Брод кај село Драговдол. Таму денес втор ден действува тимот за брз одговор на Дирекцијата за заштита и спасување, односно специјален модул за гасење на шумски пожари кој што е составен од 25 доброволни пожарникари и 5 оперативци од дирекцијата. Постигна изворедни успеси, поголем дел од краците се изгаснати, работат чекор по чекор, очекувам значително подобрување во текот на денешниот ден. За останатите пожари ќе бидете известени преку соопштение од ЦУК или во наредните мои видеоизјави.